Затоа, во овие бурни и предизвикувачки времиња, единството и солидарноста се клучни во НАТО. Од тука, нашиот клучен приоритет мора да ни биде одржувањето на нашата борбена готовност како дел од најголемиот и најдолгиот сојуз во светот. Да се подготвуваме и со предвидлив, конзистентен начин да допринесуваме на зачувување на мирот и стабилноста во светот. На сите вас кои сте присутни и на сите останати кои денес се наоѓаат на своји задачи и должности, ви го честитам денот на единицата со желба за добро здравје на вас и на вашите најблиски и во иднина, посветено, професионално, честно и ефикасно да продолжите со понатамошна изградба на единицата во цврст колектив, што ќе може да се соочи со сите предизвици кои ги носи новото време. Во годината кога одбележуваме 31 година од формирањето на армијата и 3 години од полноправното членство во НАТО, со гордост можам да констатирам дека првата пешадиска бригада продолжува да биде круцијална борбена сила и ударна тупаница, секогаш подготвена да застане на браникот на татковината во одбрана на националните интереси, територијалниот интегритет и суверенитет. Истовремено, првата пешадиска бригада е примарниот капацитет кога станува збор за исполнување на обврските произлезени од членството во НАТО, дефинирани преку целите на способност. Како што веќе ви е познато, минатата година, за време на вежбата Блесок 22, лесниот пешадиски батальон со успех го заврши НАТО оценувањето на борбената готовност, со што и формално ја исполнивме првата НАТО цел на способност. Веднаш потоа, започнавме со градење на потребните капацитети и способности за лесната пешадиска батальонска група, која е наша следна обврска и наш најголем приоритет. Разводник Узировски Сун.